Здраво екипа, денес имаме одличен и премногу зачуван примерок на W211-ка. Уште поубав мотор, E350 бензински мотор. Малку е тюниран, но е многу добра подлога за тюнинг и како добра алтернатива. Напред се малку историја за овој модел. Започнува во 2002 година и завршува во 2009 година. Познат е и како по удобноста, комфортот, но и луксузот што го нуди овој модел. Сега можеби не ви личи баш така, но пред толку години, 2008 конкретно е овој модел, кога излегол, рачунајќи дека и денешно време парира на многу нови возила кои што имаат помалку опрема од него, можете да замислите што било тоа во тоа време. Конкретно овој модел го носи и конскиот M272 мотор, кој што е V6 мотор од 3500 кубика и 90 степени агол. Моторот е познат по тоа што е одлична подлога за тюнинг, бидејќи многу лесно може да се имплементира турбо или компресор. И многу лесно доаѓа до и над 400 коински сили. Конкретно овој мотор има само ремап на него, но со мали модификации, без да се отвора моторот, се доаѓа до над 400 коински сили и затоа сметам дека е и како добра алтернатива и за тюнинг, а и за луксузот што го нуди. Значи, многу интересен факт, послабите модели имаат назад поголеми дискови од напред. 298 имаат напред со 300 назад. Додека овој модел конкретно има 330 мм напред со 300 мм назад. Предпоставам ради поголемата моќност си бара и подобра кочница. Но најинтересниот момент кај ова возило е што е Форматик, односно има погон на сите 4 тркала. За Форматикот е систем кој што распоредува на моќноста дали повеќе на преден диференцијал или заден, но во секој случај цело време сите 4 тркала добиваат погон и моќност од моторот. Сега преминуваме на еден дел кој што претходните тюнинг возила, претходните епизоди го нема. Ова може да е одлично тюнинг возило со одлични перформанси и доста коњи под хауба, но за разлика од претходните, ова ви нуди и многу луксуз внатре. Односно, сегде околу мене се soft touch материјали, сегде е шиена кожа, махагони насекаде, имаме седишта кои што се перфорирани и со грење, назад има повеќе од доволно простор, имаме сончев кров, електрична завеса, надополнето со Harman Kardon озвучување кое што го прави патувањето во ова возило прекрасно. Едноставно не ги осеќате годините во ова возило, па дури можам да кажам дека многу нови возила и за многу поголема цена од ова не би го доловели истиот момент на луксус, комфорт и перформанси во еден цел пакет. Инаку што еден многу кул момент покрај сите други што ги има колава е што ако го притиснете ова копче тука, колата ќе се запали сама. Исто така и може да го изгасите на истото копче. Епа екипа, дојдовме до секако на сите нас омилениот дел, тоа е возењето. Пред се од прва можам да кажам дека и како се приметува тој луксуз, тие soft touch материјали, build quality што го има колава и секако тука извушата изолација. Претив кој дури се осеќам вака со затворени прозори како да сум гласен за на видеова. Пред се ќе почнам од возачката позиција што е одлична, удобна. Знаете од претходните видеа веќе дека сум 1,90 м и немам никаков проблем убаво да се сместам во ова возило. Може би според мене малку би го направил возачкото седиште да оди малку пониско, но сметам дека било кој што е понизок од мене не би имал никаков проблем. Не ми е ни мене проблем, но чисто по мој вкус би сакал малку пониско да седам во возило. Возачките карактеристики се многу интересни, бидејќи пред се како Мерцедес, нели, најбитно од секогаш им било да нудат комфорт и удобност во патувањето, но ме изненади малку како се однесува во кривини. Очекував да е малку помек, да има повеќе body roll, пливање да кажам, но тоа не е до толку приметливо. Секако сигурно и бандажите што ги носи восенот си допринесуваат малку за сето тоа, но не би требало да направите жртва во смисол да жртвувате перформанс или стабилност за да го добиете комфортот што го нуди. Воланот по мој вкус малку е потежок од тоа што би сакал да биде и е малку по мртов во однос. Не знам дали баш сите информации ми ги пружа, да знам што точно прават предните тркала во секој момент, но најчесто и не е тоа толку проблем, бидејќи daily driving кој од нас вози по кривини до тој степен прогресивно, да кажам, за да го примети тоа.
Малку е насочен према комфорт, сега има модел, ако би сакале да земете вакво возило за како проект возило за тюнинг, секогаш нели може да се надогради со друга амортизација или што би рекле кај нас со штелки, би ја насочиле малку повеќе кон тој спортски дух да дојде до израз на ова возило. Покрај амортизацијата, моторот што како што напоменавме, 3500 кубика, 272 коња, сега со ремапот што го има ова возило е околу 290 и нешто, да заокружиме на 300 коњски сили, и тоа и како се приметува и се повеќе од доволни за ова возило да има моќ за притисање, за па дури некојаш малку кејф да си направите. Имаме мануал мод на мењачот кој што работи доста окей. Малку дилеј во одзивот, му требаат 1-2 секунди откако ќе дадете команда да смени брзина, но пак ќе кажам, не е тоа нешто што би ме одвратило од ова возило. Друга работа што сакав да напоменам е форматикот кој што го има во возило. Претходно кажав дека тоа е систем што нуди цело време 4x4 пренос да имате, значи на сите 4 тркала, знае да направи разлика и да распореди помеѓу предниот и задниот диференцијал, но во секој момент имате погон на сите 4 тркала. Што значи тоа? Иако е малку насочен према удобност и комфорт и да има помека вожја, надоместува со форматикот. Тоа што може малку ќе ве уплаши во некоја дадена кривина мекоста и бодиролот на колава, надоместува со тој форматик. Едноставно ви дава само доверба, не добивате чувство дека во било кој момент возилото ќе се излизга или ќе има подуправување или надуправување. А ако дојде таков момент, само малку ќе притиснете на папучата за газ и буквално ве вади од било која кривина или било кој момент што е непосакуван секако на таков пат. Зошто сметам дека ова е добра алтернатива? Конкретно овој модел, веќе напоменавме, има премногу добра опрема, премногу добар build quality, звучна изолација и сите работи кои што се потребни нели за еден автомобил од бизнес класа, луксузен автомобил да го наречеме, за многу помалку пари. Исто во ниво на опрема, истите перформанси во однос на и големина на мотор, коњажата што ја има, опремата што ја поседува и секако да удобноста која што ви ја пружава возило во најмал случај би било над 100.000 евра. За многу помалку пари го добивате сето тоа од овој Мерцедес. Изгоре на тоа имате мотор кој што е одлична подлога за тюнинг. Секогаш го имате тука, тоа многу ми се свига. Сега можеби е претивко и не знам дали ќе го слушате баш поради таа добра звучна изолација што има, но колку и да ви дава чувство на удобно, големо, ајде да кажам, пензионерско возило, и овој модел барем воопшто не е таков, секогаш имате нотата на V6 моторот тука да ве потсети дека сепак ако ви затреба нешто повеќе моќ и малку кејф да си направите, дури возите негде, тука да го надополни тој момент. Воедно иако е атмосферец, звучи како да, бидејќи е тешка шасија, е форматик и е атмосферец, делува барем на лист, вака кога ги слушаме бројки и спецификации, дека би бил тромав, но моторов има премногу торк, можам да кажам дека и многу повеќе торк од доста дизели што се со повисока коњажа. Сметам дека одличен компромис е возилово за да имате добро тюнинг возило, но воедно и да имате голема, удобна кола со многу опрема и многу бенефиции за долг пат. Екипа, дојде време оваа трета срекна епизода да ја одјавиме. Срекна бидејќи јас сум пресреќен што имав честа да го возам ова прекрасно возило. Видете го, прекрасно е. Се надам дека и вас ви се допадна. Пишете во коментар дали ви се допадна и што мислите. Лајк и сабскрајб како и секогаш и се гледаме наредна епизода.